Добар ден и од мене. Започува емисијата за практично родителство 0М+ на телевизија Телма, овој пат посветена на идните мајки. Како влијае промената на крвниот притисок врз здравието на трудницата и бебето во бременоста? Зошто се случува кај некои жени во бременоста нагло да се покачи крвниот притисок, иако претходно никогаш немале таков проблем? Кои се симптомите и како се лекува оваа состојба? Но овие уште многу други прашања денеска ќе добиеме одговор од доктор Ана Кацарска, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте во студиото. Добре, благодарам за поканата. Дали е потребно во бременоста редовно да се мери крвниот притисок од самиот почеток, значи при секој гинеколошки преглед? Така, знаете како, самата бременост представува состојба каде што настануваат промени во телото на жената, за кои што треба редовно следење, нивно контролирање, така што промената на крвниот притисок представува параметар кој што треба да се следи при секое доаѓање на гинеколог и представува еден од параметрите кои што ги следиме при редовно доаѓање на трудниците во нашите амбуланти. Која е оптималната вредност на крвниот притисок? Што се смета за нормална вредност? Така, значи нормална вредност како нормална вредност, значи не можеме точно да ја дефинираме, меѓутоа како гранична, да кажеме, вредност за еден нормален крвен притисок представува значи 140 за горен, односно систолен, и 90 за долен, односно диастолен крвен притисок. Сите параметри што се над тоа одат практично во прилог на едно покачување на крвниот притисок. Така. А кога зборуваме за намален крвен притисок, се случува ли во бременоста кај трудниците да се намали, па да имаат некои несвестици, па кога стануваат, да речеме, од кревет им се затемнува видот, се случува ли тоа поради намален крвен притисок? Да, во принцип и самата бременост, значи поради соодветната плацентација, хормоните, промените што настануваат кај самата трудница во кардиоваскуларниот систем практично доведуваат до благо намалување на крвниот притисок, кој што практично пад на крвен притисок најмногу се детектира некаде при крајот на вториот триместар. Меѓутоа, тоа ние го нарекуваме како благо намалување на крвниот притисок, што е нормално и физиолошко. Обично пациентите може да кажат, нели, имам блага вртоглавица, меѓутоа им даваме совет да, нели, не прават нагли движења при промени на телото, понатака адекватно да се хидрираат, бидејќи при состојби, нели, на намален крвен притисок може да се јават и при состојби на анемија, како што е дефицит на витаминот B12, понатака фолната киселина, состојби на дехидрираност. Меѓутоа, она што практично нас најмногу не загрижува не е, нели, намалени, туку практично зголемениот крвен притисок. Бидејќи намалениот всушност не представува опасност воопшто по здравието на трудницата и на бебето. Но покачениот притисок веќе тука имаме една друга приказна. Дали има некакви симптоми, знаци оваа состојба кои што би ја алармирале трудницата да се јави на лекар, да се посомнева дека има покачен крвен притисок? Знаете како, многу е важно уште при првата контрола која се запознаваме со самите пациенти, ги прашуваме дали има прва бременост, како е ако се работи за втора или трета бременост, како таа бременост е претходно завршена. Се со една единствена цел, значи доколку постоеле некој претходно пореметување или отстапување, да ги детектираме рано во текот на наредната бременост, се со цел за адекватно нивно менаџирање и третирање. Многу интересно, кај пациентите со висок крвен притисок може да имаат симптоми, како што се, нели, главоболка, гадење, болка во желудникот, односно епигастримот, меѓутоа може и тие субјективни што ги нарекуваме ние тегови практично да отстапуваат и пациентката да не е воопшто свесна дека има висок крвен притисок. Затоа, нели, одиме кон редовно следење практично на крвниот притисок, и мерењето на крвниот притисок не е исто така параметар кој што токму затоа редовно го следиме. Така. А кои причини, кои фактори можат да придонесат за да се појави покачен крвен притисок? Дали секогаш се работи за наследен фактор или пак тригер може да биде премор, стрес, па и покачена надворешна температура? Вака сега, значи, она што треба трудниците да го знаат е дека многу е важно кога настапува, значи кога се јавува тоа покачување на крвниот притисок. Дали, ако постоело покачување на крвниот притисок пред забременувањето, или ако се јави во текот на бременоста, точно во која гестацијска недела. Теориите се различни, етиологијата е различна и третманот и менаџирањето практично е различно. Доколку се работи за пациентка која што имала висок крвен притисок пред забременувањето,
значи се работи за една хронична форма на очекувана на хипертензија. Меѓутоа и таквите пациентки често пати им советуваме значи да доаѓаат редовно на гинеколошки прегледи, соодветно да ги упатиме да имаат соодветен кардиолошки преглед, офталмолошки, кај нефролог и така натаму, за разлика од оној висок крвен притисок кој што се јавува во текот на самата бременост, каде што етиологијата е мултифакторијална. Многу интересно дека состојбите на висок крвен притисок што се јавуваат и што се специфични само за бременоста, како што нели формата на преекламсијата, се јавуваат кај млади девојки. Тоа е интересно, тие се првородки обично. Меѓутоа, од етиологијата исто така доколку пациентката имала висок крвен притисок во претходната бременост, значи ризикот да има повторно висок крвен притисок во наредната исто така е зголемен. Пациентки кои што се исто така со обезитет, понатака кога се работи за мултифетална исто така гестација. Значи, факторите се, етиологијата е мултифакторијална, со тоа што исто така постои и во однос на расната припадност, утврдено е дека исто кај црната популација, нели, дека исто така е зголемен ризикот, се повеќе се оди на утврдување на различни имунолошки генетски исто така причини за покачен крвен притисок. Значи се работи сепак за мултифакторијална етиологија. Споменавте веќе дека има различни видови на покачен крвен притисок. Што е тоа преекламсија? Многу често го слушаме тој израз. За што се работи? Тоа е состојба која што е уникатна и се јавува само во текот на бременоста. Значи преекламсија не постои кај нетрудна жена, да кажеме. Токму и раното мерење на крвниот притисок не е еден од маркерите за да препознаеме една преекламсија, за да не ја пропуштиме, се на единствена цел за да не премине таа преекламсија во една посериозна и животно загрозувачка состојба која што се нарекува екламсија. За преекламсијата практично ни е потребно да имаме висок крвен притисок кој што ќе биде изнесува некаде над 140 со 90 мм живен столб и кој што ќе биде присутен во 2 наврати на растојание од најмалку 4 часа. Меѓутоа и правиме редовно следење на биохемиската анализа на урината, правиме следење на протеинуријата, така што кога ќе утврдиме дека имаме некои отстапувања во зависност од самата состојба на пациентката, зависи и менаџирањето. Дали ќе бара хоспитален третман се со цел да се види тежината на болеста и да се знае како да се премине кон нејзино третирање. Жените, бремените жени кои што минале низ оваа приказна со преекламсија, многу често се плашат како ќе биде втората бременост, дури се решаваат да не одат на второ дете, баш познавам такви примери од страв од оваа состојба, значи воопшто не е за потценување. Дали има некакви тестови кои што можат да наговестат дека трудницата би можела да развие преекламсија? Така, значи уште многу го се работи нормално за втора или за трета бременост, секогаш кај пациентките, како што напоменав и претходно, ги прашуваме како бил исходот од првата бременост. Значи, ако пациентката претходно имала преекламсија, ризикот постои да се јави во наредната бременост. Затоа ни е многу важно претходно да земеме на детална анамнеза, да спрашуваме практично самата пациентка за какви проблеми кога се јавила тој висок крвен притисок, дали понатака перзистирал, значи многу е важно дали тој крвен притисок ќе постои после бременоста или ќе се повлече. Постојат, да кажеме, значи превентивни мерки кои што се ги даваме и како совети, како терапија кај пациентките кои што веќе имале преекламсија, значи можно е. Постојат и биохемиски параметри за испитување, значи за постоење на ризик на преекламсија, како и ултразвучни параметри кои што исто така ги испитуваме во нашата болница. Овој дел од емисијата ќе биде контактен, доколку гледачите сакаат да се вклучат со нивни прашања, тоа може да го направат на телефонскиот број 3076-677. Има ли некои специфични знаци преекламсијата кои што можат да се препознаат во бременоста? Обично ги прашуваме пациентките кои ќе не дојдат со висок крвен притисок, значи ги прашуваме дали имаат главоболка, значи најчестиот симптом е главоболка. Најголем дел од пациентите ја чувствуваат, меѓутоа како што напоменав и претходно, може да да го немаат тој симптом. Понатака имаат симптоми на гадење, може да се јават симптоми на болки во епигастриумот, велиме, односно во желудникот. Повторно ќе кажам, светли некои точки што прелетуваат, така тогаш веќе мислам дека е веќе многу напредната форма, доцна, да, и веќе постои голем ризик, да кажеме, значи за екламсија, која што веќе, значи, екламсијата представува најтешка форма практично на преекламсијата. Ние правиме се со цел, значи, да превенираме еден
напад, токму А така. какви се тие напади всушност? Што е тоа екламсија? Зборуваме за една многу тешка состојба, дали таа остава последици трајни по здравјето на мајката и на плодот? Тоа е многу сериозна, значи состојба, животно загрозувачка. Состојба која што многу личи на епилепсија која ќе се види значи од страна и представа сериозна состојба која што реално треба да ја превенираме за да не дојде до тоа. Така. А дали со исхрана може да се реши проблемот со покачениот крвен притисок во текот на бременост? Реално правени се доста студии, постојат студии во однос на исхраната. Значи, сепак во текот на бременоста препорачуваме повеќе да биде таа високопротеинска исхрана. Повеќе протеини во однос значи на антиоксидантите, правени се исто така исследување, не е докажано некој сигнификантно значење. Утврдено е единствено дека кај пациентки кои што имаат намален внес на калциум, значи дека имаат зголем ризик за преекламсија. Меѓутоа, знаете како во етиологијата практично на преекламсијата не е нели исхраната, се работи тука најчесто за дефектна плацентација. И токму ради тоа, значи мораме да реагираме, меѓутоа треба да се реагира со соодветни, да кажеме, медикаменти. Така, значи неопходно да се прима таква Да. терапија. Дали таа терапија може да влијае на здравјето на бебето? Веројатно тоа е првото прашање што го поставуваат идните мајки кога треба да зема таква терапија. Така, значи има тука ќе ги поделам пациентите на две групи. Доколку се работи значи за пациенти, имаме пациенти кои што се со хроничен крвен притисок и кои што се веќе од кардиолог поставени на соодветна терапија, значи пред да останат трудни, секогаш ги праќаме на повторно на кардиолог заедно нормално со наша консултација да ги ставиме на таблети кои што ќе бидат безбедни и на медикаменти кои што ќе бидат безбедни и за мајката и за плодот. Секогаш кога се работи за добро организирана, да кажам, бременост, значи добро следена бременост, нема никакви проблеми, значи воопшто во однос на медикаментите и за мајката и за плодот. Се случува ли да дојде до компликации? Се случува кога бременоста не е адекватно следена, се случува, да. Така. Во тој случај доаѓа до предвремено породување? Знаете како, единствениот лек за тешка форма на преекламсија представува прекина бременоста. Меѓутоа, повторно ќе кажам дека таквите пациентки најчесто барат хоспитален третман, се со цел да се утврди тежината на болеста, на заболувањето. Многу зависи, нормално дека на крајот најважно е состојбата и на мајката и на плодот, меѓутоа ако се работи за тешка форма на заболувањето, во тие случаи тогаш може да се прекине бременоста се со цел во интерес на мајката. Така. А дали кај жените со покачен крвен притисок се советува, се препорачува спонтано породување или пак со царски рез? Постојат исто така, значи тоа е исто така дискутабилна тема, многу зависи од повеќе фактори, значи начин на породувањето, не значи дека мора бременоста да биде завршена со царски рез, зависи од гестацијската старост значи на плодот, состојбата на плодот, значи се прави биофизички профил ултразвучен значи на самиот плод. Понатака од состојбата значи на грлото на матката постои соодветен, ние го нарекуваме цервикален бишоп скор во однос значи да се прави проценка дали постои можност за спонтано породување или за царски рез. Значи сепак се тоа повеќе фактори кои што влијаат како на тоа како ќе се заврши каков ќе биде начинот на породување. Го имаме гледачот, првиот гледач на линија, да го вклучиме со неговото прашање. Добар ден, повелете. Ало, здраво. Здраво. Повелете. Здраво. Имам едно прашање до вашата гостинка. Се работи за трудница она се наоѓа во 6-та гестацијска недела. Немала никогаш проблеми со крвниот притисок, имала дури низок. Меѓутоа се јавува момент кога притисокот се качува 140 со не знам над 90, по 90 скоро, и се појавуваат онакви светки и стеснување на видното поле. Меѓутоа тоа трае многу кратко и после тоа се стабилизира состојбата и повторно трудницата има низок крвен притисок, меѓутоа со покачен пулс. Така. Да речеме 90 пулсот, максимум 85-90. Сега прашањето ми е дали е нешто алармантно, меѓутоа трудницава немала никогаш проблеми со висок притисок. Ова е само еден момент. Така. Се случува, никогаш предходно и се немало случајно. Така, токму ова се случува понекогаш ненадено покачување на крвен притисок. Ви благодарам што се јавивте. Еве сега ќе добиете одговор од докторката. Значи 6-та гестацијска недела е многу рано. Значи најчесто за да се јави да кажам таа состојба значи на преекламсија, меѓутоа тука би требало веќе да се има кардиолошка евалуација. Значи дали ќе биде тоа вклучување на
еден ултразвучен ехокардиографски преглед, понатака или носење на 24 часовен холтер за мониторинг на крвниот притисок да се види како, колкави ќе бидат вредностите и во која состојба се јавува тој покачен крвен притисок, ако сте под стрес или сте напнати, нормално како имате покачен крвен притисок. Меѓутоа ако се јавува спонтано тоа покачување на крвниот притисок, најверојатно ќе треба пациентката да биде поставена соодветна терапија. Така. Споменавте најчесто помеѓу вториот и третиот триместар се јавува, така овој проблем? Преекламсијата обично се јавува после 20-та гестацијска недела. Состојбите кои што се јавуваат на покачен крвен притисок се смета дека пред 20-та гестацијска недела дека се јавуваат како резултат на друг тип на висок крвен притисок, да кажеме, на хронична хипертензија, која што претходно можеби не била ни воопшто забележана. Така, имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, по програма сте, повелете. Јас имам висок крвен притисок кој што го немам во нормални услови, меѓутоа се качува негде 6-ти месец, 5-ти. Така. Тоа се случи со првата бременост и со втората бременост. Сега сум трета бременост, втората фатално заврши во 29-та недела, првата во 30-та. Ме интересира, сега моментов сум бремена 13-та недела, сум на метилдопа, и немам крвен притисок покачен. Сега меѓутоа кај мене се покачува негде 5-6 месец. Така. Ме интересира, дали освен метилдопа нешто друго би требало да пијам. Ви благодарам што се јавивте. Обично препорачуваме кај пациентки кои што имале веќе, како што ми беше и вас претходно поставено прашањето, кај пациентки кои што веќе имале покачен крвен притисок, даваме обично и мала доза на аспирин од 100 мг, затоа што докажано е дека учествува во ангиогенизата, во процесите на плацентација, така што покрај метилдопа би било добро пациентката да вклучи аспирин од 100 мг. Така. Се случува ли некогаш притисокот толку брзо да се качи и да има фатални последици за плодот, да нема време да се интервенира или тоа е ретко? Ретко е, може да се случи, не е исклучено, меѓутоа ретко е. Затоа правиме и чест мониторинг практично на плодот, се прават чести ултразвучни прегледи, доколку има потреба се интервенира и тука, да се припреми плодот, со зрење за фетална пулмонална матурација да се постигне адекватна, доколку настане тоа предвремено породување, плодот практично биде спремен за надворешна средина. Дали секогаш жените со преекламсија се водат во на група на високоризична бременост? Да, и така, дефинитивно се водат. Така. Што после породувањето? Тоа е многу интересно прашање, затоа што самата преекламсија, односно екламсијата, како да кажеме тешка форма на преекламсијата, може да се јави пред бременоста, екламсијата може да се јави во текот на бременоста, меѓутоа може да се јави после породувањето. Таквите пациентки барат интензивен мониторинг дури и неколку дена после породувањето. И многу ни е важно, кога ќе настапи нормализирање на тој крвен притисок. Обично, доколку се работи за преекламсија, треба да настапи нормализирање на крвниот притисок некаде до 12 недели после породување. Доколку не настапи нормализирање на тој притисок после 3 месеци од породувањето, тогаш се смета дека пациентката веќе има хронична форма на хипертензија, која што ќе биде, повторно ќе кажам, ќе треба соодветно да биде поставена на терапија антихипертензивна од страна на кардиолог. Самата состојба практично е, да кажем, доста тешка и бара мултидисциплинарен пристап од повеќе, да кажем, специјалности. Така, имаме уште еден гледач на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Повелете. Дали го имаме гледачот на линија? Режија? Да, не го имаме, се исклучи. Кај жените кои што споменавте, кои што немале крвен притисок и потоа им се јавува крвен притисок кој што ќе биде перзистентен, односно постојан, што советувате понатаму во однос на идните бременности? Така. Дали тогаш веќе мора да се планира на поинаков начин втора, трета бременост? Дефинитивно ќе мора. Ги праќаме, како што кажав, самото заболување мултидисциплинарен пристап бара, ќе има потреба најнапред ги праќаме на кардиолошки преглед, каде што се бара случајно да не постои вентрикуларна велимека хипертрофија, односно задебелување на коморите на срцето, понатака соодветен офталмолошки преглед и нефролошки преглед. Па во зависност да кажеме дека од сите резултати, така и совети даваме на самата пациентка. Самата терапија менуваме и моделираме во зависност од
кога планира да остане трудна, така и да стане на терапија. Како што беше претходната пациентка што се јави, значи покрај метилдопа треба да се вклучи аспирин. Така. Значи тоа е нешто што е практично докажано. Секогаш се оди на тоа самата пациентка уште кога ќе остане трудна, доколку веќе имала лошо искуство со претходната бременост, уште на првата пренатална контрола да ги каже проблемите си со цел рано да биде поставувањето на терапијата, затоа што доколку покасно биде вклучена терапијата, конкретно веќе за аспиринот, се смета дека ќе нема воопшто ефект. Значи најважно е да биде поставена на соодветна терапија додека настане тој процес, да кажеме, значи на ангиогенеза и на имплантација. Колку често се случува овој проблем кај жените и дали зависи од возраста? Дали возрастот е некаков фактор или пак не е? Тоа е многу интересно затоа што додека нели за она хронична хипертензија и висок крвен притисок се смета дека се јавува нели кај постари, повозрасните, да кажеме, дека пациентки. Преекламсијата е болест на млади пациентки, значи на млади и тоа првородки пациентки. Значи доколку пациентката немала преекламсија во првата или втората практична бременост, дека ќе има преекламсија во третата бременост е многу поретко. Така. Така што многу интересен тој податок, се уште не се знае зошто, меѓутоа постои докажано дека сепак е болест на прворотките и на помладите пациентки. Така. Во однос низ храната, преска нешто споменавме, но јас сакав да ве допрашам уште некои прашања во однос на количината на внесна сол, на течност и дали тука се даваат некои конкретни совети кои што може да помогнат? Може ли тоа да помогне во решавањето на проблемот во бременоста, зборува? Значи бременоста знаете како, ние во бременоста даваме препарати кои што нели постои физиолошка анемија, даваме соодветни препарати за корекција на анемијата и понатака нели фолната киселина што ја даваме, меѓутоа дека како за хроничната хипертензија дека рестрикцијата на сол ќе влијае, не. Затоа што поинаков е механизмот, значи кој што е причината кога имаме хронична хипертензија, од таа кога имаме преекламсија. Така, значи различни се етиологиите. Дали секој покачен крвен притисок во бременоста значи преекламсија, и тоа ме интересира, или не? Не, значи постојат повеќе да кажеме параметри и за тоа што представа преекламсија, значи треба да има повеќе да кажеме фактори за да кажеме дека има преекламсија самата пациентка. Тоа беа нели порано висок крвен притисок, протеинурија и едеми. Во последните протоколи едемите и не се толку битен параметар, меѓутоа се смета дека доколку имаме на протеинурија, која што сепак за да видиме колку се тие протеини присутни, правиме кај пациентката 24 часовна протеинурија мериме, се следи на чисто така хипертензијата и ја класифицираме преекламсијата дали се работи за лесна или за тешка форма на самата болест. Така, значи сето ова е слоевито и треба да се оди редовно на гинеколог. Гинеколошките прегледи се неопходни и мислам дека стане јасно колку е важен следењето на промените на крвниот притисок во бременоста. Апсолутно, и не само тоа, значи самите пациентки доколку имале веќе лошо искуство, значи со една да кажем преекламсија и која што лошо има завршено со лош исход значи во бременоста, тогаш ќе биде добро, значи за самата пациентка направи соодветни исследувања пред да остане трудна со цел да не се повтори истата состојба. Имаме гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Повторно имаме некаков проблем. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма, сте повелете. Значи сакаме да прашаме втора бременост со преекламсија. Така? Ме интересира за зрењето во предвремено продување. Дали има точно определено до која гестатиска недела може да се прими зрењето или не? Така, ви благодарам што се јавивте. Така, значи најчесто дозите кортикостеридната терапија која што даваме значи за зрење на белите дрвови, за фетална пулмонална матурација, меѓутоа и за зрење на другите органски системи, се дава некаде од 24 до 34 гестацијска недела. Не се препорачува повеќе од 3 дози да има во зрење во текот значи на самата бременост, да има максимум до 2 зрења. Затоа што утврдено е дека доколку пациентката има повеќе од 3 зрења се раѓа, значи може плодот да биде со намалена абдоменална циркумференција, исто така циркумференција значи на главата. Значи самото зрење се дава од 24 до 34 гестацијска недела, меѓутоа сакам да напоменам дека се дава само во пределени ситуации кога веќе се планира завршување значи на бременоста, затоа што ефектите
траат 2 недели по литература, меѓутоа по најновите истражувања максималниот ефект кој што може да се примети е до 21 ден од давањето на кортикостероидната терапија. Така. Доктор Кацарска, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина сметам дека на убав начин ја обработивте денешната тема. Покачен крвен притисок, па споменавме за намалениот во текот на бременоста. Благодарам за поканата. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30, а вие имате пријатен викенд.